на Канал 8, добар ден. Општина Кочани реализира нов проект за обезбедување дополнителни места за паркирање возила во централното градско подрачје. Во тек е расчистување на простор на булеварот Тодосија Паунов кај железничката станица, а сличен зафат ќе има и кај основниот суд. Јавната површина што се наоѓа на пониско ниво од улицата Тодосија Паунов во близина на железничката станица во Кочани се преуредува во нов простор за паркирање. Големата фреквенција на сообраќај во овој дел од градот секојдневно ја наметнуваше потребата од повеќе места за паркинг простор, поради што општината почна со уредување на оваа јавна површина. При тоа, расчистен е теренот кој многу пати досега беше злоупотребуван за фрлање отпад, а целиот простор се покрива со гребан асфалт. Целта на општината е да го среди целиот потек во должина од околу 200 метри, при што сообраќајот на улицата Тодосија Паунов ќе се одвива нормално, без пречки од запрени или паркирани возила, истакнуваат од локалната самоуправа на Кочани. За да се направи што повеќе корисен простор, ќе се дислоцираат и возилата кај зградата на основниот суд во Кочани, автомобили кои се одземени од собствениците по разни основи, а ослободениот простор исто така ќе биде наменет за паркирање. Привремен паркинг простор се подготвува и на улицата Стево Теодосиевски од старите градби. На просторот во близина на спортската сала за уривање остануваат уште 4 објекти, за чија експроприација одлучуваат надлежните судски органи. До реализацијата на втората сообраќајна лента, како булеварско решение до туристичката агенција Велјан, овој простор привремено ќе служи за паркирање на возилата. Ова се дел од актуелните мерки со кои општина Кочани ќе настојува да го подобри сообраќајниот проток и паркирањето во централното градско подрачје. За реализација на што побезбеден сообраќај и олеснето движење на сите учесници во сообраќајот, во тек е урбанистичка постапка за изградба на катна гаража на местото на сегашната административна зграда на водовод со капацитет од 150 до 200 возила. Средното општинско училиште Гошове Кентиев е домаќин на полагањето државна матура на средните училишта од источниот регион. Станува збор за вкупно 17 ученици кои се воредни или лани и во изминативе години од било кои причини не полагале државна матура. За овогодишните матуранти државната матура беше откажана заради пандемијата со COVID-19. Започна полагањето државна матура за учениците од завршните години. Домаќин на активноста за средните училишта од истокот годинава е Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Поради пандемијата со COVID-19, матурантите оваа година беа ослободени од полагање државна матура, а од 30 јуни започна полагањето матура за оние ученици кои од било кои причини лани или во изминативе години не полагале матура или се воредни ученици. Државната матура на ниво на Македонија за сите редовни ученици е откажана, односно прескокната практично, и сите ученици кои што беа редовни добиваат свидетелство, односно дипломи завршни без полагање на државна матура, односно завршен испит. Останатите, зборуваме за останатите кои се воредни ученици, кои завршуваат оваа текуна година, но и предходната и наназад неколку години, кои што им останало како задача за полагање на матура, полагаат моментално. Ние сме домаќини на регионот кој што го опфаќа Берово, Делчево, Пехчево и Кочани. Тие училишта се сите. Вкупно имаме 17 ученици пријавени редовно, спроведено онака како што држи место и како што го организира стандардно државниот испитен центар. Имаме представник од ДИЦ, тука е сосема нормално се одвива целиот процес. Денешното полагање македонски јазик трае, ако не се лажам, 240 минути, тоа значи дека се уште актуелно се врши полагањето и очекуваме да полека да привршуваат учениците. Поред се сите предмети, значи утре имаме полагање, задутре и позадутре. Крајното полагање е математика, таму имаме еден кандидат, а утре е англиски и останатите јазици. Така да резултатите ги очекуваме за 4 до 5 дена по завршувањето на целиот процес, бидејќи се помалку ученици, нормално многу побрзо ќе излезат резултати.
Овогодишните матуранти не полагаа матура, бидејќи истата беше откажана поради пандемијата со COVID-19 и Министерството за образование и наука одлучи да не се полага државна матура и матурантите да ги добијат свидетелствата за завршена учебна година без полагање на задолжителната матура. Поволните временски прилики на почетокот од годината возможија успешно реализирање на планот за пролетната сеидба во Виничкиот регион. Сеидбените активности целосно се завршени, а намалување има само кај житните култури, односно кај оризот и јачменот. Земјоделските производители во општина Виница успешно го реализираа планот за пролетната сеидба, што годинава е исполнет со 96%. Засејани се житни, индустријски, фуражни и градинарски култури на вкупна површина од 742 хектари. Од житните култури најголеми потфрлања има кај пролетниот јачмен и оризот, каде намалувањето е за 10%, односно 1/3 од планираното, а надфрлање за исто толкова површина има само кај афионот. Според информацијата од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Виница, меѓу главните фактори што имале позитивно влијание врз квалитетот и квантитетот на пролетната сеидба се поволните временски услови. Исто така, овластените добавувачи навреме обезбедиле соодветен семенски материјал и вештачки ѓубрива, а немало проблеми ниту со земјоделската механизација кај индивидуалните производители. Дополнително влијание за навременото реализирање на сеидбените активности имаат и поволните состојби со пласманот и откупните цени на оризот, индиректно поврзани со здравствената криза во регионот. Килограм арпа се откупува од 27 до 30 денари, што е пораст за над 60% во споредба со лани. Освен кај афионот, пролетва во Виничкиот регион на околу 30 хектари повеќе од планираното е застапена и пченката, што представува надфрлање за 10%, што се оправдува со намалувањето на површините со ориз. Пресконференција организираше Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, на која кандидатот за пратеник Миле Левков рече дека актуелната власт ништо не инвестирала за развој на спортот во општината. При тоа додаде дека во програмата Обнова за Македонија е предвидено одвојување средства од акцизата за нафтените деривати, што ќе се наменат за спортска инфраструктура. Деновиве сме сведоци дека социјалдемократите водат една нереална и лажна кампања со многу лажни изјави и дискредитации. Например, последната објава која што беше подпишана од Општинската организација на СДСМ вели дека СДСМ направи повеќе инвестиции во последните 3 години отколку во претходните 10. Само за пример, во последните 3 години во Кочани нема никакви инвестиции во спортската инфраструктура. Само да ве потсетам што се беше направено во претходните 10 години во спортската инфраструктура. Повеќе наменско игралиште Александар Велики на улица Скопска. Повеќе наменско игралиште Горанчо Стојов Вајчо во Сивидом. Повеќе наменско игралиште во Трајаново Трло и на локалитетот Аслом, кое што за жал е целосно запуштено. Фитнес центар во рамките на спортскиот локалитет Бавчалук. Повеќе на училишни и спортски сали во Никола Карев и во Оризари и повеќе наменско игралиште во Оризари. ВМРО ДПМН од секош била посветена на развојот на спортот. И во новата програма која што ја понудивме на граѓаните насловена Обнова на Македонија, спортот зазема многу значајно место. Предвидени се многу проекти, а можеби најважен е спортскиот денар. Спортскиот денар значи дека се залагаме за издвојување на 1 денар од акцизата за нафтени деривати, 1 денар кој што ќе биде за потребите на спортот, на спортската инфраструктура и на спортската наука во Република Македонија. Спортска нација е здрава нација. Ви благодарам.
15 нови ученици во гимназијата и 10 во средното училиште Гошо Викентиев се пријавиле на третото пријавување во јунскиот уписен рок, што се одржа на 29 јуни. Од двете средни училишта и до крајот на август очекуваат дополнителен број пријавени ученици. И двете средни училишта во Кочани ќе ги формираат предвидените паралелки за учебната 2020-2021 година, бидејќи и во трите пријавувања од јунскиот уписен рок сепак се пријавија доволен број ученици. На последното пријавување на 29 јуни во гимназијата се пријавиле вкупно 15 нови ученици за упис, а во Гошо Викентиев 10, што значи дека со претходните пријавени ученици во гимназијата досега има пријавено вкупно 171 ученик, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев 162 ученика. За разлика од лани имаме 20 ученици повеќе пријавени. Вкупната бројка, конечната бројка е 162, но по една стара, но лоша навика во секој случај кај нас. Голем дел од учениците знаат да се пријават и пред самиот почеток на учебната година. Се надевам дека ќе имаме уште неколку ученици како одзив пред самиот почеток. Тоа остана така како некоја навика кај самите родители и кај учениците. И се надевам лично дека ќе можеме нормално да стартуваме на 1 септември. Двете струки, односно двата профила практично од две различни струки, сообраќајниот профил и профилот компјутерска техника и автоматика се најактуелни, најбрзо се пополнија, но имаме доста силен одзив и кај вкупно кај електроструката, значи во електроника и телекомуникации и во електроенергетика. Не е лош одзивот и во машинската струка, но очекуваме малце по зајакнување во едниот период. Веројатно ќе посветиме и повеќе внимание на таа работа. Поголемиот број ученици во двете училишта се пријавија на првото пријавување, односно на 16 и 17 јуни. Двете средни училишта очекуваат и со намалување на поените за упис, за кои поднеле барање до Министерството за образование и наука, да го задржат истиот број паралелки како и минатата учебна година, 8 во Љупча Сантов и 9 во Гошо Викентиев. Училиштата кои во трите пријавувања не ги пополниле утврдените ученички места за запишување со овој конкурс, продолжуваат со запишување на учениците до 31 август. Новина е тоа што годинава заради состојбата со COVID-19, учениците имаа можност да се пријавуваат од 7 до 19 часот. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчини странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Познати правилата за влез во Грција. Од туристичките агенции велат дека македонските граѓани кои ќе сакаат да патуваат и летуваат во соседната држава, ќе ги интересира протоколот за влез во земјава. Грција ги објави протоколите, односно правилата кои ќе мора да ги почитуваат патниците што ќе пристигнат во нивната држава. Протоколот за пристигнување на копнените граници сигурно најмногу ќе ги интересира нашите граѓани, доколку соседна Грција ни дозволи влез во нивната држава. Пристигнување на лица на контролниот пункт. Сите лица што влегуваат во земјата мора да приложат пополнет образец за лоцирање на патници по нивното пристигнување. Пасошот и царинската контрола се вршат и укинатиот брз одговор на секое пристигнато лице се проверува на екранот на нивниот мобилен телефон или на печатената форма со нивниот код. Во зависност од кодот, лицата што пристигнале или се насочуваат од страна на безбедносните лица во пределот за скрининг или им е дозволено да го продолжат патувањето до нивната крајна дестинација во земјата. Тие тогаш примаат инструкции од граничниот персонал, особено во врска со потребната акција во случај на развој на симптоми на респираторна инфекција. Во тој случај тие веднаш мора да се јават во Центарот за операции на Националната организација за јавно здравје. Ако пристигнатите лица планираат да престојуваат на повеќе места во Грција, тие мора да го пријават тоа и да ги пријават почетната дестинација и местата каде што ќе престојуваат за следните 7 дена. Мобилни здравствени единици ќе работат деноноќно на граничните премини на копнените територии. Додека резултатите од скринингот не станат достапни, пристигнатите лица кои се тестираат за
новиот коронавирус се должни да се изолираат на адресата на нивната крајна дестинација, како што е објавено на формуларот за патнички локатори. Нивните податоци се внесуваат во системот за информации кој е поврзан со регистарот COVID, за да се олесни контакт во случај некој да биде позитивен. По завршувањето на скринингот, тие влегуваат во земјата и добиваат упатства за самоизолација, се додека не бидат објавени резултатите од нивниот скрининг. Сите патници мора да ги следат сите неопходни превентивни мерки за хигиена, употреба на маски и физичко, односно социјално растојание. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.